Со субвенција од владата, Визер ќе воведе 2 нови линии од Скопскиот аеродром кон Неапол и Будимпешта. Како што соопштија министерот за транспорт Александар Николовски и Јозеф Варади, главниот извршен директор на Визер, предвидено е следната година да се продолжи со зголемување на дестинациите на кои ќе се летат директно од македонските кон европските аеродроми. Николовски соопшти дека Визер ќе го зголеми капацитетот за патници за околу 50% од следната година и ќе понуди 3,3 милиони седишта за Македонија. Директорот на Визер информираше дека ќе има постојана флота со 6 авиони на Скопскиот аеродром. Покрај од Скопје, авиокомпанијата ќе воведе и 3 нови линии од Охрид. Предходно делегацијата на Визер беше на прием кај премиерот Христијан Мицкоски. Поддршка на граѓаните кои протестираа против загадувањето од депонијата Вардариште синоќа дадоа кандидатите од СДСМ за градоначалници на Скопје и на аеродром Каја Шукова и Александар Трајановски. Шукова истакна дека врз депониската површина не може да се направи парк како што ветува нејзиниот против кандидат, бидејќи почвата е контаминирана и треба многу време за очистување. На средба со граѓаните од Злокуќани синоќа беа кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН за Скопје и за Карпош, Орце Ѓорѓиевски и Сотир Лукровски. Ѓорѓиевски на жителите од оваа скопска населба им порача дека Скопје и Карпош заслужуваат подобра иднина и достоинствен живот. Не ветуваме невозможни работи, туку даваме чесен збор дека ќе работиме посветено, упорно и со срце. Заедно ќе ги надминеме сите наталожени проблеми, чекор по чекор. Истакна Ѓорѓиевски. Тој нагласи дека со заедничка работа и визија Скопје ќе добие шанса за вистински промени и достоинствен живот за сите негови жители. Се уште не се знае кој ќе биде кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за Кисела Вода. Откако вчера партијата објави имиња на нови кандидати за градоначалници, генералниот секретар Ѓорѓија Сајковски кажа дека за Кисела Вода се уште траат анкетите и се очекува во најбрзо време да биде одлучено кој ќе биде кандидат. За општина Центар, ВМРО ДПМН нема да номинира кандидат, туку ќе го поддржи изборот на нивниот коалиционен партнер Знам. Еднократна парична помош за глувонемите во Центар од следната година е договорено на средбата меѓу градоначалникот Горан Герасимовски и представниците на Сојузот на глуви и наглуви Даре Џамбас. На средбата се разговарало и за актуелните потреби и предизвици со кои се соочуваат овие лица, како и за можностите за понатамошна поддршка од страна на општината. Центар е една од ретките општини која обезбедува лични асистенти и финансиска поддршка за децата и семејствата кои имаат таква потреба. Со оваа нова мерка ќе покажеме дека секој наш сограѓанин е важен и дека заедно градиме општество на еднакви можности. Истакна градоначалникот Герасимовски. Ѓорче Петров ќе добие нов спортски комплекс на површина од 1450 метри квадратни. Како што соопшти градоначалникот Александар Стојковски, отпочнале со реализација на проектот Спортски центар на Полјана во Хром, каде што ќе има ново фудбалско игралиште со вештачка трева, целосно ново кошаркарско игралиште со гумирана подлога, како и фитнес зона и ново детско катче. За Стојковски, со овој проект Хром останува најурбаниот дел од нашата општина. Со поставување на нови линии за улично осветлување, Илинден продолжува да ги осветлува сите населени места, информира од општината. Од таму наведоа и дека со новите линии, како и со претходно реализираните, поставеното улично осветлување во текот на една календарска година ќе достигне рекордни 7000 метри. Со златен медал од Европскиот шампионат по информатика се врати ученикот Владимир Грчев од основното училиште Братство во Карпош. Од општината напишаа дека се горди на успехот на Грчев, за кого подсетија дека минатата училишна година исто така имал блескави резултати на надпреварите по информатика и по математика. 3 лица се осомничени и се под истрага за загрозување на животната средина и природа со отпад, бидејќи создале дива депонија на локацијата Вардариште, соопштија од Скопското обвинителство. Тие на диво откупувале старо железо, метални производи, стари акумулатори и други обоени метали на импровизирани пунктови. За осомничените од обвинителството е побарано одредување на мерка притвор.
Скопјанец на 64 години е тешко повреден откако паднал во автобус на јавното сообраќајно предпријатие. Патникот е пренесен во комплекс од клиники Мајка Тереза, каде што му се утврдени повредите. Несреќата се случила на булеварот Кузман Јосифовски Питу. По наредба на Скопското обвинителство почна истражна постапка против осомничен 57 годишен скопјанец, кој во својот дом во Идризово неовластено држал муниција и експлозивен материјал. При претрес во дрвен сандак во дневната соба, полицијата пронашла 2 рачни бомби и 50 куршуми за огнени оружја. Обвинителството побара мерка притвор за осомничениот. Меѓународната групна изложба 9 гледни точки, централна точка Хенри Мур, ќе биде отворена вечерва во галеријата Остен. Преку слики, цртежи и графики ќе се представат делата на реномираниот британски уметник Хенри Мур и на 9 современи автори од различни делови на светот. Изложбата представува визуелен диалог инспириран од уметничкото наследство на Мур, неговите полуабстрактни бронзени скулптури и експресивни цртежи што ја истражуваат човечката форма, природата и материјалноста, прераскажани низ различни културни и уметнички перспективи. Регионален спортски сајм во организација на Министерството за спорт ќе се одржи на 10 септември во хотелот Хилтон во Скопје. Преку 9 панел дискусии, работилници и сесии за вмрежување ќе се дискутира за развојот на спортот, инфраструктурата, спортската дипломатија, медицината и промоцијата на здравиот живот. Настанот ќе заврши со представување на Националната стратегија за развој на спортот 2025-2028, која ќе дефинира идната насока на македонскиот спорт.